Почитувани гледачи, вие сте со најновото издание на Урбаните вести. Еве ги насловите за денеска. Општина Петровец започна со издавање електронски одобренија за градба. Донесена одлуката за формирање локален совет за превенција во општина Газибаба. Се бара нов изведувач да ја доврши зградата на јавното претпријатие Водовод и канализација. Цените на становите конечно почнаа да паѓаат. Општина Петровец започна со реализација на проектот Е-одобрение за градба. За само 2 дена откако беше поднесена комплетната документација по електронски пат, општината му го издаде првото одобрение за градба на инвеститорот Глобекс. Општина Петровец е меѓу првите општини во Македонија која го имплементираше ваквиот начин на добивање одобрение за градба и ја издаде првата градежна дозвола по целосно електронски пат. Со првото издадено електронско одобрение за градба преку електронскиот систем Е-одобрение за градење, општина Петровец започна со имплементација на овој проект. Градоначалникот на општина Петровец, господинот Борче Митевски, официјално го стави својот електронски подпис и со тоа го заокружи процесот за добивање одобрение за градба по електронски пат и го одобри барањето на градежна дозвола на инвеститорот Глобекс Доел. Со издавање на електронско одобрение за градба, инвеститорите кои во општина Петровец се во доста голем број можат многу побрзо да дојдат до одобрение, односно откако ќе ја поднесе целосната документација, за само неколку дена ќе им се издаде одобрението за градба. Општина Петровец е меѓу првите општини во Македонија која го имплементираше ваквиот начин на добивање одобрение за градба и ја издаде првата градежна дозвола во целосно електронски пат. Електронското одобрение за градба многу ги упростува работите, многу побрзо може да дојде секој инвеститор што гради, значи многу побрзо може да дојде до одобрение за градба, бидејќи со самото поднасање на документите имаме определен рок каде што може, каде што треба ние како општина да го издадеме тоа одобрение за градба. Преку новиот електронски систем се врши прием на барања за издавање одобрение за градба директно во дигитална форма. Целиот процес опфаќа 4 чекори, од доставување на барањето до издавање на одобрението за градба. Лицето кое бара дозвола за градба може комуналиите да ги плати по електронски пат, а по проверка на уплатата да добие одобрение за градба. Електронски е и впишувањето на објектот за кој се бара дозвола откако ќе биде изграден. Во тек на целата постапка барателот на дозволата ќе може да добие информации за текот на постапката и преку СМС. Овој систем придонесува за поголема ефикасност на општините и на Министерството за транспорт, поголема транспарентност во постапката, но и поттик за странските инвеститори. Општина Газибаба на својата последна 8 седница на Советот ја донесе одлуката со која се формира локален совет за превенција. Целта е подобрување на јавната безбедност, градење доверба и партнерски однос. Јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општината. Томислав Атанасовски. Општина Газибаба ја одржа својата 8 седница на Советот на општината, каде на дневен ред беа 13 точки. Како една од позначените беше и одлуката за формирање локален совет за превенција во општина Газибаба. Со оваа одлука се формира локален совет за превенција како советодавно и координативно тело, поради остварување на соработка и затврстување на влијанието на јавноста во работата на полицијата. Целта на локалниот совет за превенција е утврдување на заеднички препораки за подобрување на јавната безбедност на подрачјето на општина Газибаба, како градење на доверба и партнерски однос и превенција на појавите што негативно влијаат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општината. Локалниот совет за превенција е составен од представници на локалната и централната власт, представници од верските заедници, како и представници од невладиниот сектор и медиумите. Со локалниот совет за превенција заседава градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката за формирање на локалниот совет за превенција, службен гласник на општина Газибаба број 4/08 и 11/09. Оваа одлука влегува во сила 8-миот ден од денот на објавувањето во службен гласник на општина Газибаба. На 8-та седница на Советот на општина Газибаба беше усвоена и предлог програмата за изменување на програмата за спорт на подрачјето на општина Газибаба за 2013 година, како и неколку урбанистички и плански документации.
Општина Илинден континуирано работи на изградба на инфраструктурата во општината, особено во локалните економски зони. Во завршна фаза е изградбата на новопроектираната улица што се наоѓа во локалната економска зона Марино Кадино. Станува збор за улица со должина од околу 500 и ширина од 7 метри, со тротоари во ширина од 1,5 метар во двете страни на улицата. Оваа улица е од големо значење за локалниот економски развој со оглед на тоа што ги поврзува стопанските објекти во оваа економска зона со локалниот пат Марино Кадино. А ќе биде од големо значење и за другите стопански капацитети што интензивно се градат во оваа економска зона. Обезбедување на поволни услови за влез на домашни и странски инвеститори како и поддршка на постојните инвеститори останува приоритет во работата на општина Илинден. Во таа насока е изградбата на нова и подобрување на постоечката инфраструктура во стопанските комплекси и локалните економски зони. Јавното предпријатие Водовод и канализација бара нов изведувач кој ќе ги заврши започнатите работи кои фирмата Алпине Бау ги остави недовршени. Заинтересирани фирми имаат рок до 18 октомври да ги достават понудите за учество на тендерот. Елизабета Дамјановска. Кон крајот на 2011 година започна изградбата на новата административна зграда на јавното предпријатие Водовод и канализација. Според тогашните проценки, предвиденото време за изградба беше 3 години, но градежните работи во моментов паузираат поради банкротот на австриската фирма Алпине Бау, која беше главен изведувач на проектот. Градежните работи запреа во јуни годинава, а зградата е доведена на ниво на карабина. Сега предпријатието бара нов изведувач за довршување на изградбата на административниот објект на Водовод и канализација. Скопското јавно предпријатие распиша тендер за изведување на градежни работи за довршување на сите фази од реализацијата на објектот на водовод. Заинтересираните фирми треба да ги достават своите понуди за учество на тендерската постапка најдоцна до 18 октомври, за кога е закажано и јавното отварање на понудите. Идниот изведувач на проектот ќе добие временски период од 18 месеци за целосно завршување на новата управна зграда, со што за неколку месеци ќе се надмине првично поставениот рок декември 2014 година. Објектот ќе има посебен систем за акумулирање на дождовната вода, која потоа ќе се користи за наводнување. Зградата ќе има 5 ката и подземен паркинг за 115 возила, а изградбата ќе чини околу 10 милиони евра. Цените на стамбените површини конечно започнаа да паѓат. Според податоците од Народната банка, падот на цената на становите на годишна основа изнесувал 3,5%, додека во првиот квартал годинава тој се зголемил на 5,5%. Ивана Митковска. Падот на цената на стамбениот простор што беше регистриран во Македонија во изминатите години продолжува и оваа година, покажуваат анализите на Народната банка на Република Македонија. Односно, индексот на цените на становите бележи забрзан пад од 2,1% во првиот квартал од годината, а намалувањето на цените на недвижностите продолжува и во вториот квартал од 2013 година. Народната банка констатирала дека лани во периодот октомври-декември падот на цената на становите на годишна основа изнесувал 3,5%, додека во првиот квартал годинава тој се зголемил на 5,5%. Последните статистички податоци покажуваат дека минатата година цената на метар квадратен во Скопје изнесувала 954 евра за метар квадратен, што е намалување од 8% во споредба со 2010 година, кога метар квадратен во Скопје се продаваше за 1042 евра. Според Централната банка, растот на стамбените кредити засега е стабилен, иако во првите 2 месеци од годинава се забележува известно забавување на растот. Во првиот квартал годинава е забележано изголемување на вредноста на извршените градежни работи. Ова најмногу се должи на намаленото влијание на некои фактори кои во минатото ги ограничуваа компаниите, како на пример трошоците за материјали, обезбедувањето банкарски кредити, конкуренцијата, недостигот на обучен кадар и недостигот од побарувачка. Според статистичките податоци, бројот на нови станови се зголемил за 19% во споредба со 2012 година. Најмногу се градело во општините Аеродром, Центар и Карпош,
но и покрај зголемената изградба и намалените цени. Сепак во истиот период лани 31% од новоизградените станови останале непродадени. Од агенциите за недвижности пак велат дека побарувачката на недвижнини никогаш не стагнирала и дека побарани се новоизградените станови отколку оние со стара градба. Населбите Аеродром, Киселавода и Ѓорче Петров се најактуелни за побарувачите на станови, а имено во истите најмногу се гради во моментов, велат вработените во агенциите за недвижности. Според статистичките податоци, во Македонија во просек годишно се градат околу 5.000 станови, а до крајот на годинава се очекува цените на становите да паднат од 10 до 15%. Општина Киселавода започна акција за чистење на микролокации и црни точки на кои во континуитет се создаваат диви депонии. И покрај сите апели и засилените инспекцијски контроли од страна на општината, создавањето на диви депонии на територија на општина Киселавода од страна на несоувесни граѓани продолжува. За таа цел општина Киселавода започна акција за чистење на микролокации и црни точки на кои во континуитет се создаваат диви депонии. На акцијата и претходеше снимање на микролокациите, односно дивите депонии од страна на општинските служби задолжени за заштита на животната средина, кои констатирале оштетување и демолирање на информативните табли со надпис забрането фрлање шут и отпад, кој општината ги поставува на локациите каде се создаваат дивите депонии. Инспекцијските и комунални служби од општината извршиле расчистување на дивата депонија во близина на железничката пруга, каде во изминатиот период се фрлаше смет и шут. Покрај дивите депонии се чистат и отворените канали во општината. Екипи на фирмата Водостопанство Скопско поле по налог на општината извршија чистење на бетонскиот канал за отпадни води во местноста Подстаница, во должина од 3600 метри. Акцијата продолжува со чистење на коритото на реката Мала Рада во селото Драчево во должина од околу 2,8 километри. Од општината апелираат до граѓаните да го почитуваат законот за јавна чистота и со своето однесување да придонесат за здрава и чиста животна средина. ФИФА објави дека за трансфери оваа година се потрошени 3,367 милиарди долари. Спортските вести следуваат веднаш по рекламите. Бајер од Михен остана на неколку недели без Хави Мартинес, кој стана херој со голот во 121-та минута на средбата против Челси во Суперкупот на Европа. Тој ќе биде во аут од терените во период од најмалку 2 недели. Мартинес ги повреди препоните, пошто му беше извршена и операција која помина без проблеми. Мартинес ќе им прави друштво во амбулантата на тимот на својот сонародник Тиаго Алкантара и Марио Геце. Последниот исто така доби повреда на надпреварот против лондончани, откако Рамиреш имаше страшен старт врз него. Геце е повреден на левиот скочен зглоб кој ќе биде во гипс најмалку 3 недели. ФИФА објави дека за трансфери оваа година биле потрошени вкупно 3,367 милиарди американски долари. Оваа сума се однесува на зимскиот и летниот преоден рок, односно во период од 1 јануари до 2 септември. Во овој период беа реализирани вкупно 10.454 трансфери на играчи, што е приближно еднакво со 2012 година кога беа реализирани 10.513 трансфери. Споменатата сума е поголема за 29% во однос на истиот период од минатата година, кога вкупниот износ од трансферите изнесуваше 2,619 милиарди долари. Најмногу пари се потрошија во Англија, додека трансферот на Гарет Бейл од Тоттенхем во Реал Мадрид за 91,2 е најскап во овој трансфер период и втор најскап во историјата на фудбалот. Црвена Звезда и Партизан од следната сезона би можеле да бидат целосно приватизирани и тоа од страна на руски инвеститори. Првиот подпредседател на српската влада Александар Вучиќ веќе имал разговори на оваа тема со представници на клубовите и договорил процесот на приватизација да започне од 2014 година. Собственици на два руски клуба биле сериозно заинтересирани за купување на Црвена Звезда и Партизан, наводно за купување на црвено-белите бил заинтересирани собственикот на Анжи од Махачкала Сулејман Керимов. Американската скијачка Линдзи Вон по пауза од 7 месеци успешно му се врати на скијањето.
Таа се наоѓа во американскиот тренажен камп во местото Портилјо во Чиле. Олимписката шампионка и 4-кратна освојувачка на светскиот куп на светското првенство во Шладминг на велослаломската трка се здоби со тешка повреда на коленото, а доживеа и фрактура на десната нога. Главна цел на Линдзи Вон во новата сезона ќе бидат Олимписките игри кои во февруари следната година ќе се одржат во Сочи, Русија. Линдзи Вон во кариерата во светскиот куп има забележено 59 победи. Времето утре ќе биде сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност. Минималните температури ќе се движат од 8 до 17, а максималните од 27 до 33 степени. Во приложение го гледаме МТМ Метео. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодариме што бевте заедно со нас, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.